Директно со Прва Скопска. Многу е битно дали имате мнозинство во Советот. Морам да ви кажам дека има држави, како Италија, каде што оној градоначалник што ќе победи, потоа мнозинството се прави од неговата листа, за да тоа биде со сигурност дека програмата што е ветил во изборите дека ќе ја оствари. Кај нас таков случај не е. И како резултат на такви обструктивни однесувања во рамките на Советот, затоа што поедини партии, поедини личности учеството во Советот не го сватиле како место каде што треба да ги решаваат проблемите на граѓаните, туку го сватиле како место каде што ќе бијат политички битки, место каде што повеќе ќе се најдат. За жал, дури на крај многумина од нив сватија дека битките се непотребни, зашто секојдневно разговараме за канализациите, за водоводот, за градинките, за училиштата и така натаму. Што се однесува до проектите, најкрупен проект кој што го реализиравме овој мандат е поставување ново осветлување, LED светло, 1.650.000 евра, тоа воопшто не беше предвидено со програмата. Тоа го направивме во време кога дојде енергетската криза, а повторно може да дојде до енергетската криза, имајќи го преди што се случува на Блискиот Исток и со блокадите према Руската Федерација. Значи, повторно ние може да влеземе во енергетска криза. Карпуш ја намали потрошувачката на електрична енергија за 73%. Значи, тоа е голема придобивка. Тие средства остануваат во буџет да ги искористиме за некои други работи. Многу вложивме во младите, во училиштата. Сите училишта се реконструирани. Во сите училишта од 5 до 9 одделение обезбедивме смарт панели. Натаму во сите училишта поставиме фотоволтајзи од 25 до 40 киловата со цел да ја намалиме потрошувачката на електрична енергија и нив да ги намалиме трошоците. Сите спортски терени ги поставуваме со вештачка трева, сега треба да го правиме основното училиште Лазо Трповски, основното училиште Владо Тасевски и со тоа завршуваме со сите училишта. За нас поддршката на училиштата и дигање на едно многу повисоко ниво од она што биле со услови за работа, секако дека представува причина зошто голем дел од граѓаните кои што живеат во соседните општини сакаат да нивните деца да учат на територија на општина Карпош. Ја рушиме градинката, значи го потпишав договорот вчера, изведувач ќе биде фирмата Сандра, градинката Мајски цвет во Тафталиџе 1 се руши, градиме нова градинка, подготвивме нов проект за уривање на постоечката градинка Пролет, така наречена канела во Козле, и таму ќе градиме нова градинка. Додаваме 4 занимални во градинката Пролет во Влае, значи тоа се вака покрупни капитални објекти. Исто така очекуваме одобрување за 2 спортски сали. Проектите се готови, предадени се, одобренијата се извадени за нова спортска сала во основното училиште Братство и нова спортска сала, односно уште една спортска сала во основното училиште Димо Гаджидимов. Тоа не можеме ние да го решиме, затоа што е врзано со лиценци. Значи, дури да сакаме ние да платиме, ако не плаќа владата, не можеме, бидејќи лицата кои што треба да работат во градинките, било да се работи за негователка или воспитувачка, мора да има лиценца. Можете да замислите дека повеќе од 3 години лиценци не се издаваат. Една банална причина, не може да договорат на кои јазици ќе биде напишане. Јас бев кај министерот за труд и социјална политика и му предложив, дај укинете го законот, укинете ги лиценците, дај да го решиме, зарем во Југославија имало лиценци, немало лиценци и
на многу повисоко ниво била дечјата заштита отколку ова сега што го имаме. За жал, таму немаме никакви сигнали. Општина Карпош е с големен бројот на жители, затоа со новиот советнички состав ние ќе имаме од 23 на 27 советници. Ќе бидеме, ние секогаш сме имале меѓу 520 и 560 првачиња, оваа година треба да имаме над 700. Што значи и дечиња имаме повеќе, ние сме срекни што е тоа така, за разлика од општини каде што наталитетот паѓа, луѓето се иселуваат, Карпош е општина каде што луѓето се доселуваат и ние сакаме да создадеме нормални услови за живење. Меѓутоа, за жал, не наоѓаме на разбирање од Министерството за не би рекол за труд и социјала, пред се Министерството за финансии, како може лице кое што заминало во пензија, вие да го кинете неговото работно место, а кој ќе ги чува дечињата? Кој ќе ги чисти училниците? Кој ќе им спрема јадење на тие деца? За мене ова е несватливо, особено ако си имал предвид дека сум бил министар за труд и социјална политика и јас колку пари издвојуваше Министерството за труд и социјална политика, толку сите тие пари им ги дадов на локалната самоуправа и тогаш имавме ние по две воспитувачки и една негователка по група. Сега имаме само една негователка на група. Замислете, граѓаните плаќаат на комунална хигиена и на паркови зеленило, а ние да ја косиме тревата и ние да го подигаме сметот. И за тоа уште што ќе подигнеме треба да си платиме во дризла. Има ли тоа логика? А комунална хигиена 1200 луѓе нека лежат, нека не одат на работа и нека земат плата. И што најинтересно, на луѓето не им смета, гледам. Тој однос на комунална хигиена, најлесно е притисок да вршат кај градоначалникот. Ние помагаме во делот на колективната хигиена. Колективна хигиена е улиците. И договорени сме, булеварите ги одржува градот Скопје, останат и главните сообраќајници, а во Карпош тоа е улица Лондонска, улица Московска, улица Љубљанска, булевар Манапо, Рузвелтова, 8 септември булевар, улица Козле, Теодоси Гологанов, значи тоа се улица Скупи, тоа се градски улици кои што треба да ги одржуваат. За жал, они ни тие улици не ги одржуваат. Ни ги метат, ни ги ја косат тревата. Дури имаме куриозитет. Смет, кој што нашиве служби го нашле негде од несовесни граѓани фрлено, значи обично ѓубре, го собрале со камиончи и го донале до првиот контейнер и го истовараат во контейнерот. Таму каде што му е место, ни напишаа казна инспекторите од град Скопје 88.000 евра, а на мене лично како градоначалник 5.000 евра. Сега најново е покрај Теодоси Гологанов, пред порта Козле, тој дел беше целосно неокосен, значи булеварите треба да се ги коси паркови зеленило, не ги косат, и ги пратив, ги замолив моите работници со косилките да докосат, им дошол инспектор од град Скопје, им рекол ова зеленило не е ваше, барал да се легитимираат за да ги казни зошто го косат. Ја косат тревата која што е 1,5 метри и која што не е пипнале од 15 март, како почнала да расте до денеска, не ја пипнале. Значи, овој начин на функционирање на јавните предпријатија доживеа фијаско. Значи, овој состав, персонален состав на управни одбори во јавните предпријатија и во градот Скопје е само шлак на тортата. Секогаш овие предпријатија биле проблематични. За жал, имаме на начело на влада и премиер кој што не е способен да ги антиципира овие проблеми и да ги разрешува. Се разрешува само со еден закон, во кој што со законот се вели дека граѓаните од утре парите за потигање на смет и за одржување на зеленило ќе ги уплаќаат на општините, а потоа општините ќе плаќаат на комунална хигиена. Ќе го прашам после дали ќе добие пари, ако контейнерите му се полни. Колку ќе подигне, толку ќе му платам, а ако не ќе си најдеме друга фирма која што ќе го подига сметот, колку око се у квадрати, толку ќе му платам. Ме разбирате? Значи се решава само со еден закон. Имаме куриозитет. Ни се жалеа од паркови зеленило дека немаат бензин. Одлучивме, им дадовме бензин, им дававме 3-4 дена.
Следниот ден ни рекоа дека им се расипани косилките, не може да косат. Продолживме ние да косиме. И сега ги замолуваме барем да го згребат сеното што останува тревата, потоа да ја очистиме, и тоа не го работат. Значи, овој систем на функционирање на јавните градски предпријатија во Скопје покажа тотален неуспех и доживеа фијаско. За жал, сите ние доживуваме фијаско. Јас живеам во Жданец, па што се случува во Жданец пред свиокот од улица Козле према Жданец? Тука секој ден, тоа е една таква депонија, може да замислите 4 амбасади има во Жданец. И се прашувам, што ли викаат овие луѓе? Замислете, овде живее во наша непосредна близина и градоначалникот на општината. Сите мора да поминеме, да се поклониме на таа дива депонија и да продолжиме. Да, тоа е категорија на граѓани кои што посебно водиме сметка. Прво, готово секаде, освен онамо каде што имало технички проблеми, секаде каде ни побарале во стамбените згради да се изведе рампа за лица со инвалидитет, тоа сме го направиле, освен онамо каде што немало техничка можност. Натаму доделуваме финансиски средства за 3 декември, денот на лицата со попреченост, доделуваме финансиски средства, доделуваме некогаш и некои лица кои се посиромашни помагала. Во општината имаме 5 лица со инвалидитет вработени. Значи, континуирано ги помагаме и финансиски во текот на целата година, особено ако се работи за лица со тешки пречки во развојот, таму најмногу помагаме. Интересно е да се напомене, долги години сум градоначалник. Ние согласно законот одбираме фирма на тендер, која фирма треба да ги провери противпожарните апарати и практично се грижи за квалитетот на противпожарната заштита во објектите со кои што управува општината. За жал, пред година дена бев информиран од страна на Дирекција заштита и спасување, дека таа фирма само ги зема противпожарните апарати, ги носи кајни во фирма, ги менува картончињата и ги врака противпожарните апарати, и дека имаме противпожарни апарати дури од 1955 година. А ние сме согласно закон должни на секои 5 години да купуваме нови апарати, овие да се раскодуваат. И сега купивме 298 ни подари кинеската амбасада, остатокот до 254 ги купи општина Карпош и практично ги снабдивме сите училишта и со апарат С9 и со апарати со CO2, што се апарати за гасење на пожар настанат од спои со електрична енергија. Онамо каде што не имаме послаб притисок на водоснабдувањето, обезбедивме големи ПП апарати и издвојуваме уште 30.000 евра за оние училишта каде што хидранската мрежа нема доволно притисок, да се појача притисокот, да се стават хидрофори и да се излече струјата. Во случај на пожар, или прво што се прави, се исклучува струјата, значи има да имаат посебно напојување да можат хидрантите да работат. Значи, тоа е посебна една работа што водиме сметка за безбедноста на нашите најмлади жители во општината, и најголем дел од училиштата ги бојадисавме со антибактериска боја, која што е многу поскапа во однос на обичната боја. Тоа е новина која што е воведе општина Карпош. Даваме субвенции за промена на азбестни кровови, даваме субвенција за промена на кровови или поставување на кровови таму кај што има рамни кровови во колективни стамбени згради. Даваме субвенции за велосипеди и тротинети. Даваме стипендии за талентирани ученици и спортисти. Даваме еднократни награди за превенции на генерација,
како и еднократни награди за сите ученици што имаат освоено прво и второ место на републички или пак европски или светски надпревари. Ние имаме таков куриозитет да наш ученик освои прва награда во Њујорк по математика, значи златен медал освои, а имаме над 10 ученици кои што имаат освоено прво место во Република Македонија по разни надпревари, било да е по музика, било да е по некој од природните науки или пак по дел од наобштествените науки. И во моментов сите тие се на вториот крак во Грција на 7-дневен заслужен одмор. Патека за ролери и велосипеди е мој изум. Со моето заминување како министер за економија ја доврши колегата Андре Петров. Нормално таа треба да се одржува. Меѓутоа од 2018 година комплетното управување со кеот и осветлувањето и ролерската патека и одржување на кеот си го превзема градот Скопје. И како што ви кажав, како што не казнуваат за косење и собирање на смет, така исто се спротивставуваат за било што работиме на кеот на реката Вардара. Гледате како е запуштен, со трева обрасната, со ролерска стаза која што не е соодветна, меѓутоа не наоѓаме заеднички јазик да и тоа што сакаме да го поправиме во интерес на сите граѓани, затоа што ролерската стаза не ја користат и пешачката патека не ја користат само Карпошани, ја користат граѓани од цело Скопје. Ќе им смени да имаат повеќе време за шетање и за дружење и за рекреација, а оние што се потешко подвижни, тоа значи да не морат да одат со бастум и да стојат во редици на шалтерите во банките. Планирам од есен, значи негде од 1 септември, интензивно овој курс да трае во континуитет за сите пензионери кои што ќе изразат желба на територија на општина Карпош. Значи целта е да го научат електронското банкарство, да имаат електронски подпис, да со кредитната картичка одат на банкомат и вадат пари, во исто време сите сметки своји што имаат обврски кон јавните предпријатија да ги плаќаат онлайн. И мислам дека со ова ќе заштедиме и време и средства и на банките, ќе им возможиме да својот кадар го насочат повеќе за други услуги и веќе разговарав со некои менаџери на банките кои што со задоволство ја прифатија овој наш проект во кој што ќе се вклучат и банките. Заловувањето на кучињата е обврска на градот Скопје, како што е водоснабдувањето, како што е јавниот градски превоз, како што е противпожарната служба и заловувањето на кучињата е обврска на градот Скопје и не знам од кои они причини се договориле да тој дел го префрлат на локалната самоуправа, меѓутоа за жал Советот на општина Карпош и покрај повеќе мои обиди да земеме да плаќаме кон лајка, тие не дозволија да плаќаме за нешто што не е наша обврска. Во Карпош се гради само еден колективен објект, тој е безиската на Мак Петрол, овде во Карпош 3, и се градат во цел Карпош во моментов 62 индивидуални градби. И ништо повеќе од тоа. Тој што тоа го вели, нека провери дали во моментот се градат помалку од 50 згради, колективни стамбени згради во аеродром и сигурно повеќе од толку во општина Центар. Карпош, дали знаете дека од вкупната дрвна маса на територија на град Скопје 27,8% се наоѓа во Карпош. Значи имаме 10 општини, од тие 10 општини, 1/3 дрвната маса се наоѓа во Карпош. И второ, дали знаете дека ние имаме 76 хектари уредено зеленило на територија на општина Карпош.
И да ви кажем уште еден куриозитет, ме посети председателот на Туристички сојуз на Златибор и еден собственик на хотел Букет. И тие прв пат доаѓаат во Скопје и ми вели градоначалниче, ми не можеме да се начудимо колку вам е општина зелена, колико имате паркова, како е ово могуче. Може се мислите Златибор и завиди на општина Карпош колку има зелени, колку има дрва. Знаете што? Градбите се само обид на оние што немаат ништо што да кажат против моето работење и градбите се само еден обид за политичка пресметка со мене, немајќи било што друго да им понудат на граѓаните. Ако нормално во една улица љубомората се јавува кај тој што гради и нормално тој што гради, нели, ќе копа, ќе доаѓаат камиони, ќе доаѓаат миксери, се создава прашина, како и секој кога е градел својата куќа, истото тоа го правил на соседите и тоа е осетлива тема и нормално се обидува да ја злоупотребат во политичките пресметки со мене. Меѓутоа граѓаните знаат кој дал најголем придонес за развојот на општина Карпош, кој изградил најмногу канализации, најмногу водоводи, кој ги реновирал сите училишта, сите градинки, кој изградил 60 фасади, сега распишавме конкурс за уште 4 нови. Само општина Центар има една, онаа папагалката, реконструирана фасада. Ниједна друга општина во Македонија нема ниту една фасада направена. Значи, сите 82 општини и општина Карпош води 60:1 во однос на сите останати општини. Ние воведовме зонско паркирање во Карпош 1 и Карпош 2, сега ќе воведуваме зонско паркирање кај млечен ресторан и планираме кај Министерство за економија. Тоа се ропните делови према општина Центар, затоа што тие делови многу ги загрозува општина Центар. Сите што имаат второ и трето возило ги паркираат на територија на општина Карпош. Значи, прво да ги заштитиме граѓаните од присуството на возила од граѓани на општина Центар. Второ, Карпош 1 и Карпош 1 се предвидени 2 катни гаражи, Карпош 2 е предвидена 1 катна гаража, во Карпош 1 се планирани и повеќе платформи, кај млечен ресторан се предвидени повеќе платформи исто така и на таков начин планираме да го разрешуваме проблемот со гаражирањето, со создавање на нови паркинг места. Например, Лептокарија исто така ни е дел кој што веќе полека но сигурно се гомилаат возилата, особено знаејќи дека зградите од десната страна на Партизанска нема доволно парки места и сите тие паркираат на делови на Лептокарија. Тука ни е планирано да имаме подземен паркинг на 2 нивоа и со тоа ќе го разрешиме проблемот на сите граѓани. А оној дел што нас ни е најпроблематичен кај улицата Прашка во Тафталиче, таму планираме околу 1000 паркинг места да се обезбедат во делот на Алумина, што значи дека сите возила што се надвор да бидат сместени во делот на Алумина, но и во овој момент зградата на Импекс Ел, дали знаете дека во моментов има 66 непродадени гаражи. Едно време имаше 220, сега се дојдени до 66 гаражи непродадени. Сега беше еден изведувач кој што ја асфалтираше улицата Марк Твен во Влае. Ја планираме Петар Чаулев исто така во Влае за асфалтирање. Веќе градиме фекална и атмосферска канализација на делови во Бардовци. Истата фирма ќе гради улица на територија на општина на Бардовци. Во долниот дел кај Староседелците повторно распишавме еден тендер во кој што 3 помали улички за граѓани од тој дел ќе се прават. Веќе реконструиравме улицата Трнодол во Козле. Ке ги градиме ова градинката Мајски цвет и градинката Пролет.
Веројатно ќе започнеме и со изградба на спортските сали, така да би требало ултра да биде активно ова наше веројатно топло лето. Мене ми е жал што за Скопје разговараат луѓе кои што некомпетентни. Тука би рекол дури и за мене дека сум. Освен што имам искуство као градоначалник, жал ми е што многу малку излегува архитектонскиот факултет, многу малце излегува со свој став комората на архитекти и на градешни инженери. Мислам дека нам ни фали стручните лица, Академијата за науки и уметности, градежно и архитектонскиот факултет, како и ние представниците на политиката, сериозно да седнеме и да размислиме каде оди овој град. Прво, како ќе се гради, со каков материјал, што ќе се гради, каде ќе се гради, како ќе го решаваме сообраќајот. Ние мора Скопје да го денеска, што го водиме Скопје, да размислуваме како Скопје ќе изгледа после 100 години. Ако не го гледаме Скопје како ќе биде после 100 години, тогаш Скопје ќе оди кон еден ќорсокак и кон едно загушување, кое што сериозно оди во таа насока, станува сериозен проблем возилата, станува сериозно проблем густата, а мала градба. Што значи, се зафаќаат површини, градежни, скапи површини, наместо да се изгради еден објект кој што ќе оди во височина да го земе небото, ние ги зафаќаме земјаните површини, место да има повеќе паркови, повеќе место за спорт и рекреација и за други активности. Мислам дека тоа е сосема погрешен концепт и дека многу сериозно треба да го решиме проблемот со движењето на сообраќајот. Недозволиво е Вогорче крај Сараево да има тролебус. Од Сараево вози према Вогорче, сега скоро бев, тролебус вози према Вогорче, можете да замислите. Колку километра е ван Сараево. Па барем тролебус можеме да воведиме, да не го загадува градот. Значи, он користи како гориво електрична енергија. Мораме да водиме сметка за загадувањето, мора да водиме сметка за годицината на сообраќајот, мора да водиме сметка за паркирањето на возилата, мора да водиме сметка за екологијата. За мене од неразјаснени причини представниците на владата, особено Министерството за транспорт и врски, се уште не носи закон со кој што со секој стан мора задолжително да оди и гаража. Поголемите станови мора да имаат 2 гаражи. Така ќе го разрешуваме полека, но сигурно паркирањето. За мене е незамисливо како задолжително не се задолжат новите инвеститори и сите нови градби веќе со градбата да имаат вградени инсталации за газ. Иако општина Карпош, морам да ви кажам, заедно што општина Чаир се 2 општини во градот Скопје кои што имаат ревидирани проекти за газификација на општините, меѓутоа владата донесе одлука дека општините во градот Скопје не може да имаат своји претпријатија за газификација. Ете, и тоа е една причина повеќе да ја намалиме загаденоста, меѓутоа толку години властите не можат да се договорат кој да биде економски оператор и да ја врши газификацијата во град Скопје. Кога ќе имаме и газ, кога ќе имаме можност да имаме и електрична енергија, кој ќе можеме да имаме и обновливи извори на енергија, кој ќе можеме да имаме, поготово зимата, гориво, не знам, на пелети или на дрва, или ќе користиме инвертери. Значи, добро е да се има алтернативи и да се одбира она решение кое што најмалку ќе загадува и решение кое што ќе биде најмалку оптеретување за буџетот на граѓаните на градот Скопје. Комунална хигиена и паркови зеленило би ги дал на општините. Прво, ја не сум одлучил дали ќе се кандидирам.
Одлуката на граѓаните за кого ќе го дадат гласот зависи од повеќе причини. Дали е лицето што ќе се кандидира е веќе познат и актуелен или е пак некое ново лице, зависи што тоа ќе се понуди за новиот 4-годишен мандат. Морам да кажем дека овој мандат беше многу тежок. Имавме различна структура во Советот. Долго време функциониравме без мнозинство во Советот, имаше страшни обструкции, негласање на буџет, на програми. Беше блокиран буџетот, заедно со управа за приходи. Уследија неколку пресуди, но доколку не беше лице кое што го има моето искуство, мислам дека денеска ќе зборувавме за комплетно блокирана општина. Јас мислам дека најголема придобивка на граѓаните на Карпош е што имаме општина функционална, која што не е блокирана, не должи никому ништо, се бориме со сите проблеми што ги имаме и реално инфраструктурно Карпош најдобро стои од било која друга општина во Македонија.